Министерството за здравство денес објави дека во изминатите 24 часа се регистрирани 22 нови случаи на коронавирус во земјата. По градови: 9 во Скопје, 3 во Куманово, 3 во Струга, 2 во Тетово, 2 во Дебар, 2 во Прилеп и 1 во Битола. Со ова вкупната бројка на дијагностицирани пациенти со COVID-19 денеска до 12 часот изнесува 241 лице. Од Министерството информираат дека утрово починала една пациентка на 66 годишна возраст од околината на Струга. Таа и нејзиниот сопруг се дијагностицирани позитивни на коронавирус во текот на вчерашниот ден. Пациентката имала срцева слабост, хронична белодробна болест и покачен крвен притисок. Според епидемиолошката анкета, семејството на починатата жена непосредно пред прогласувањето на кризната состојба во Дебар биле на гости во Дебар и имале контакт со еден од таму заболените доктори, а по сознанието дека и тој е позитивен на коронавирус, семејството било во домашна изолација. Откако се јавиле првите симптоми кај починатата, таа на 24 март закажала тестирање на коронавирус преку својот матичен лекар. Материјал за тестирање е земен на 26 март, а резултатите пристигнале во текот на вчерашниот ден. Заради нагло влошената состојба на пациентката, матичниот лекар уште веднаш препорачал хоспитализација на инфективното оделение во Охридската болница, но до добивањето на резултатите вчера, пациентката не е примена во болница. Заради ова, Министерството најавува целосна ревизија на случајот, за да се утврди дали има лекарски пропуст во овој случај. Во текот на вчерашниот ден од Министерството информираат дека е направено тестирање на персоналот на клиниката за кардиологија. Сите тестови се негативни на COVID-19. Дел од сместувачките капацитети на Попова шапка се предвидени како места за карантин и изолација на луѓето кои доаѓаат од странските земји. 56 македонски државјани кои допатувале од Хрватска доцна синоќа се сместени во карантин во хотелот Арена Тетекс на Попова шапка. Според првичните прегледи и епидемиолошката анкета, ниту еден од нив не покажал симптоми на COVID-19. Капацитетот за карантинско сместување кај нас се пријавивме за 65 легла, во моментот не стигна 56, сите се од Хрватска, значи од повеќе краишта, од Загреб, од Крк, од Истра, од Ровин, значи повишето се градежни работници и угостителски работници. Синега пристигна околу 23 часот, со докторска екипа беа комплетно сите проверени, во моментот немаше никакви симптоми ниеден немаше симптоми на коронавирус. Значи, доставувањето на храна иде катеринг, ние им го доставаме до полициските службеници им го доставаат до самата врата, значи е строг карантин, луѓето не смеат да излагаат од соба, од двајца се сместени во соба, од пред врата си ја земаат сами храната и на 2 дена доаѓаат исто од ЈКП екипа, го собираат џубрето, значи врејчи и го дислоцираат. Инаку и двата хотели во државна сопственост, поточно на Елем Турс подружница Попова шапка Тетово, со вкупен капацитет од 250 легла, се ставени на списокот на сместувачки капацитети, каде по потреба ќе престојуваат лица кои треба да бидат во изолација. Во целата земја има обезбеден капацитет од 2104 легла во 19 сместувачки објекти. Според владата, протоколот налага дека ниту еден граѓанин сместен во државен карантин во периодот од 14 дена не смее да напушти сопствената соба ниту објектот, а секој кат од секој сместувачки објект треба да биде строго контролиран и обезбеден од војска и полиција. Инаку од владата уверуваат дека граѓаните сместени во државните карантински објекти не се закана за никого, а Во периодот од 7 часот вчера до утрово во 7 часот откриени се вкупно 15 лица, од кои 2 малолетници на Тетовското подрачје, како се движат во термините во кои е определено ограничено движење. 11 од нив ќе добијат соодветни поднесоци, а 4 добија опомени.
Лицата се најдени на повеќе локации, соопшти Маријан Јосифовски, портпарол на СВР Тетово. Воедно тетовската полиција во изминатото деноноќие бележи откривање на 4 угостителски објекти во повеќе места низ Тетовскиот регион кои работеле. Локалите се затворени, а за 2 од сопствениците ќе бидат поднесени кривични пријави. Инаку на денешната пресконференција министерот за внатрешни работи Наќе Чулев рече дека генерална оценка е дека мерките на владата се почитуваат од граѓаните, соопштувајќи податоци поврзани со почитување на мерката за ограничување на движењето, почнувајќи од 22 март. За наведениот период, мерката за ограничување на движењето не ја почитувале вкупно 502 граѓани, од кои најголем број, вкупно 459 лица, се на возраст од 18 до 67 години. 26 лица се на возраст до 18 години, а 18 лица се над 67 години. Во последните 24 часа, 94 лица не ја почитувале мерката за ограничување на движењето. Што се однесува до преземените мерки и активности од страна на Министерството за внатрешни работи, кон лицата кои не ја почитувале мерката за ограничување на движењето, вкупно досега се приведени 199 лица, од кои 14 лица се на возраст до 18 години. Во последните 24 часа приведени се 37 граѓани, од кои 7 се на лица на возраст до 18 години. До денес опоменати се вкупно 136 лица, а во останатите случаи земени се податоци и се работи за преземање на дополнителни мерки. Дозволите за движење за време на полицискиот час за граѓаните од подрачјето на општина Гостивар се обезбедуваат преку општинскиот информативен центар. Лицата кои што имаат потреба од движење во периодот додека трае забраната, за барање може да се обратат и телефонски, на линија посебно отворена за таа намена. Дозволите се издаваат само за работи кои што се неодложни, информираше градоначалникот Арбен Таравари. Дозволите од сега, од денеска можат да ги земаат во информативниот центар во Гостивар, во општина Гостивар, во зградата на општина Гостивар, или да се јават на бројот 072 233 334. Ќе добијат веднаш утредента дозвола ако имаат неопходна работа да морат да се движат за време на полицискиот час. Надлежните постојано ги повторуваат апелите до граѓаните околу заштитата од коронавирусот, да се почитуваат препораките, да не се излегува од дома без потреба и да се држи безбедно растојание од 2 метри. Сите институции што ги представуваме, ние продолжуваме да инсистираме кај граѓаните да ја одржат личната хигиена и колективната хигиена, да бидат во социјална дистанца, меѓутоа и физичка дистанца, и да остануваат, да продолжат да остануваат во нивните куќи. Полицискиот час за време на деновите од работната недела важи од 21 навечер до 5 часот наутро за сите граѓани. Дополнително, младите не смеат да се движат до 12 часот напладне. За лицата над 67 години важи забрана од 11 часот предпладне до 5 наутро. Во викендите полицискиот час за сите граѓани е од 16 до 5 часот. Добар ден, ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата по македонски јазик за второ оделение. Импровизација и постојано барање на разни начини и методи преку дигиталните алатки, како да се продолжи воспитно-образовниот процес. Со овој предизвик се соочуваат просветните работници во земјава. Сонја Трифуновска е одделенски наставник од Тетово на 12 ученици. Само работното место е поинакво, од дома, но учењето, вели, мора да продолжи. Особено кога имате второ одделенци, на кои целата ситуација и не им е баш јасна, но никако не смеат да ги загубат работните навики за учење. Преку видеолекции, квизови, презентации и на разни други начини по кои постојано трага, се обидува да биде во контакт со учениците. Во групата што ја имам направено, нашата група се вика Трета генерација Цветови.
им ги поставувам задачите на учениците. Например, прва задача за 23 март е да се проследи презентација со квиз, а потоа во тетратката да ги решат задачите од наставното ливче. Исто така поставувам и например наставни ливчиња и повратно барам од учениците откако ќе ги решат да ги сликаат и да ми ги испратат на електронска пошта. Целата ситуација ќе остави некоја празнина во образовниот процес, смета Трифуновска, која веројатно вели ќе се пополнува следната година. Најголем проблем во моментов е немањето пристап до интернет на бројни семејства, односно отсуство на можност за вклучување во е-настава. Јас би рекла дека има поголем проблем со тие ученици кои што немаат можности да се вклучат во е-настава, односно кои што немаат ниту компјутер, ниту пак интернет, ниту било каков електронски уред. Конкретно јас во моето одделение имам родители кои што немаат дома интернет и јас комуницирам преку телефон само, им давам задолжение на учениците и на тој начин само успевам. Тука е најголемиот проблем, мислам, но со тек на време ќе наоѓаме алтернативни решенија сигурно за да го надминеме и овој проблем. Иако наставниците се дома, трудот кој сега го вложуваат е дупло поголем, вели оваа наставничка. Горда на својата професија, се надева дека можеби целата оваа ситуација ќе влијае на тоа, конечно нивната работа многу повеќе да се цени и почитува. Во кризните периоди како сегашниот со ширење на коронавирусот најпотребни се медиумите, но нивниот опстанок е доведен во прашање. Поради економската криза, но и неизвестноста, фирмите се помалку одлучуваат да се рекламираат, што е основниот приход на медиумите. Во ваква ситуација државата треба да најде начин да им помогне, со цел на времено и правилно известување на јавноста, вели во интервју за телевизија Кисименада, собственикот на телевизија Коха Меваип Абдиу. Разговараме со господинот Меваип Абдиу, кој е собственик на телевизија Коха, регионална телевизија која што зрачи во Полошкиот регион повеќе од 25 години. Оваа телевизија знаеме дека поминала се што најголеми економски кризи, финансиски, меѓутоа дојде коронавирусот кој што многу сектори ги затвори, а некои сектори како што се телевизиите едва обстануваат. Па да ни кажете како се сноѓате во овој тежок период. Гледаме дека се уште зрачите, како и другите телевизии, се обидувате да не згаснете, меѓутоа најверојатно е многу тешко за менеджментот. Видете, ние сме во етерот од 1993 година, повеќите вработени во телевизија Коха тогаш и не биле родени. Сме поминувале во различни ситуации од формирањето на оваа држава, првите политички партии, првите избори, конфликтот 2001 година, меѓутоа оваа ситуација сега со коронавирусот е најтешка. Најтешка затоа што луѓето во светот глобално имаат проблем со вирусот, бидејќи еден голем број на нивното население се разболе и има шанси и понатаму тоа да трае. А од друга страна се затворија сите граници, сите држави се затворија, нема проток на средства, така да и економијата во овој дел е многу затекната. Сите медиуми во Македонија го имаат истиот проблем. Што поголем медиум, толку повеќе проблеми. Ние се обидуваме да обстануваме сега во овие месеци, затоа што многу е важно сега во овој момент ние да зрачиме, многу е важно во овој момент ние да ги информираме граѓаните за состојбата во Тетово, во Гостивар, па и во целата држава. Затоа целата екипа на телевизијата и со менеджментот, сме ангажирани 24 часа. Никој не прашува веќе дали ќе добијам плата овој месец или нема да добијам плата овој месец, што е многу важно за еден собственик на еден медиум. Меѓутоа, јас гледам искрена надеж за тоа што веќе Агенцијата за медиуми презеде некои мерки, за 2019 и за 2020 година нема да ни наплати лиценца, или тие што платиле ќе им ги вратат парите.
така да очекувам и од владата да превземе некоја мерка, затоа што медиумите се многу битен фактор не само во нашата држава сега, туку глобално во целиот свет. Значи, ние во текот на денот сега имаме повеќе информации него икад што сме имале во оваа телевизија, значи правиме директни преноси, лайв стримови секој ден од конференции од влада, од конференции од министерот за здравство и другите министри, другите ресори. Исто така се обидуваме и во времето на полицискиот час да известуваме од терен, значи имавме можност пред 2 дена да прикажеме како се дезинфекцира градот, разговаравме со полицајци, разговаравме со еминентни луѓе во градот, за да ги информираме луѓето што се случува, ги информираме луѓето кои обврски се извршуваат од страна на институциите и секако во секој момент ги информираме нашите гледачи за тоа како треба да се заштитат од коронавирус. Рековте дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги имала слух да помогне на медиумите, а недавна председателот на СДСМ и голем број невладени представници истакнаа дека имаат предлог за месеците април и мај влада да помогне во однос на плати на медиумските работници. Колку е овој добар предлог, колку ќе помогне за понатамошен опстанок на медиумите во овој ризичен период за нив? Државата треба да направи напори да најде начин да ја санира економијата, иако во овој момент јас се слагам со некои фактори во државата кои велат дека во овој момент треба да се бориме со болеста, а санирањето да биде во еден одреден момент. Меѓутоа медиумите се многу битен сегмент. Јас ја поздравувам таа иницијатива, меѓутоа треба да се направи една издржана селекција на компании и фирми кои треба да се помогнат. Не можеме сега ние да помогнеме, да речеме некој ако направил загуби за тоа што не работи, да речеме затворен ресторан или затворен хотел и така натаму. Меѓутоа, мислам дека државата треба да направи една добра студија и да помогне таму кај што е најпотребно. Значи, медиумите, јас мислам дека јас сум менаџер на еден медиум, туку мислам дека треба да бидат во тој список, затоа што сега во овој момент е многу битно да можеме да работиме, да не застанеме. За секој медиум сега е секоја помош добра, да речеме и снабдување со детерџенти и така натаму, со не знам кои маски исто така за секој медиум е добро дојден. Мислам дека и такви иницијативи има и најверојатно медиумите ќе опстанат и после оваа битка ќе излезат и посилни, затоа што луѓето ќе сфатат дека медиумите е многу битен фактор, затоа што сега секој се соочува со некој новинар, секој чита прилог на еден новинар, било во неговиот телефон, било навечер пред екраните во секое семејство. Значи сега и ние медиумите треба да сфатиме дека имаме голема гледаност, дека секој наш збор е од голема одговорност, треба да известуваме од сигурни извори, треба да не дезинформираме и треба во секој момент да направиме и нешто друго, а тоа е забавата. Значи ние треба сега да им нудиме на нашите гледачи кои се дома се изолирани и еден вид на забава, да не биде само корона 24 часа. Така. Мислам дека од вас потекна иницијативата за помош на медиумите од страна на агенцијата. Така, јас сум подпредседател на Сдруженијето Медиум Објектив, кој има ново раководство од пред месец-два, и ние покренавме една иницијатива до Агенцијата за медиуми, која беше прифатена од агенцијата и ние сме многу благодарни на агенцијата за тоа што 27 години ние сме платиле, не знам, може €1.000.000 кон таа агенција, и бидејќи агенцијата има можност да одлучи сама, има можност затоа што има средства кои во текот на годината не ги користи сите средства, не ги троши сите средства, и затоа тие донесоа една одлука и еве во текот на утрешниот ден, значи треба да потпишеме договори со агенцијата. Ние превземавме и други активности,
Значи, знаеме дека Агенцијата за електронски комуникации, АЕК, на крајот на годината, значи, нивната сметка секогаш е полна со милиони евра. Знаеме пред неколку години како ги трошија тие парите и затоа сега бараме од агенцијата да ние што сме терестријални телевизии, значи кои плаќаме лиценца за терестријално емитување, за да не ни наплати за оваа година, бидејќи, еве, можно јавно да кажам, дека телевизија Коа со се преносот плаќа околу 13.000 евра годишно само во Агенцијата за електронски комуникации. Значи, ние ќе продолжиме и понатаму да побараме тамо каде што нема да се затекне државата. Значи, тамо каде што има средства, тамо каде што се нашите средства. Меѓутоа, овој миг би ги поканили сите компании кои работат во овие денови, во тешки денови, кои работат солидно, како што се аптеките, како што се дрогериите, како што се големите маркети и така натаму. Значи, тие треба да покажат слу сега и секако и некои други јавни предпријатија, без разлика дека постои еден член 102 кој сега треба владата потхитне да го укине, бидејќи ние како здружение сме пратиле писмо и за тој член да се укине, затоа што ние не можеме сега, значи во овој момент да наплатуваме ни од општина, ни од локална самоуправа, ни од некоја компанија каде што е со државен капитал и така натаму. Значи, мораме да најдеме извори да не го оштетиме буџетот, директно буџетот на државата, туку да наплатуваме од таму каде што се нашите пари депонирани од времето. Да. Колку според вас го спомнавте предлогот тие компании и фирми кои што имаат сега промет во ова време, како што се веле дрогериите, колку покажуваат општествена одговорност? Еве, сега маркетингот најверојатно можеби повеќе треба да работи за тоа што нели сите сме дома пред телевизор, така? Видите, не мора еве ќе спомнам некој Кипер, Веро и така натаму. Не мора сега да рекламираат дека имаат акции, дека меѓутоа нека кажат дека во Веро има ред, дека пред Веро има служба која купувачите ги одредува како да имаат дистанца еден до друг, па како влагаат. Значи треба на едукација, едукативни спотови и тие да направат. Мислам дека можат да направат и дека треба да направат, затоа што сега е времето кога ние мора да се помогнеме еден со друг. Да. Меѓутоа ова не е проблем само сега во време, да речеме, на коронавирус. Овој проблем медиумите го има и претходно, пред многу години. Да. Економски знаеме во каква ситуација биле медиумите, меѓутоа состојбата не се подобрувала, да речеме, во тој поглед. Каде го гледате проблемот? Дали сметате дека можеби владата и општините треба да гледаат на локалните и на регионалните медиуми како јавен сервис на локално ниво, затоа што нели ние ги обслужуваме во пракса општините и локалните самоуправи, како што јавниот сервис ги обслужува државните институции во однос на информација и слично. Да. И секако не може локална самоуправа да нема годишен договор со еден медиум, да речеме еве во Тетово или во некој друг град. Значи не може да функционира затоа што локалната самоуправа е должна по закон да ги информира граѓаните за сите текомни активности или за конкурси за промена на урбанистички планови и така натаму. Тие тоа не го прават. Значи тие тоа го прават само во нивните веб страни. А кој ги чита нивните веб страни? Никој. Значи зошто една општина, зошто општина Тетово, да речеме, да нема директен пренос на кога има советот на општината, значи состаноци. Значи морат граѓаните, како што јавниот сервис го реемитува Собранието на Република Македонија, Северна Македонија, тогаш и локалните самоуправи треба да дозволат директен пренос од тие седници. Меѓутоа тие не го прават, во некои градови во државата го прават, меѓутоа кај нас еве Тетово гостива од самостојувањето на Македонија такви активности немало. Значи јас овој проблем го гледам, порано го гледав во други сегменти, затоа што во Македонија имаше многу медиуми.
Сега, верувајте, има 47 телевизии во целата држава и не знам, околу 5-60 радио станици. Значи, не е многу голема бројката. Македонија има можност да ги одржи сите овие медиуми. Меѓутоа, знаете како е, има медиуми кои се формирани, може не директно, меѓутоа индиректно од самите политички партии, има медиуми кои се формирани од големи корпорации, така да тие вршат влијание во агенциите за кои дистрибуираат реклами, ги усмеруваат рекламите во нивните телевизии. Значи, агенциите некогаш забораваат дека постојат регионални и локални медиуми, забораваат за нивната важност во општеството и само ќе се јават кога ќе имаат потреба за некоја кратка кампања и така натаму. Мислам, во овој дел треба да се воведе ред понатаму. Рейтинзите исто така се многу битно. Значи, ние сме единствена држава во светот каде што само 5 медиуми се рангираат со People Metri, се мерат со People Metri. И само тие 5 медиуми добиваат реклами од агенциите за дистрибуција. Значи, ова мора да се реши после оваа криза. Кај нас, да сите медиуми подеднакво, значи, се мерат и според рейтингот, според прикажаното, значи, да се дели и колачот на рекламите. Не знаеме кога ќе заврши оваа криза, меѓутоа претходно во разговорот не кажете дека после оваа криза медиумите ќе бидат и посилни, затоа што народот, па се надеваме и властите ќе дознаат дека медиумите се битен фактор за одржување на едно општество во вакви кризни периоди. Однесувањето на медиумите во овој момент е многу на високо ниво во кај нас. Значи, и на националните, и на регионалните, и на локалните медиуми, значи, сите емитуваат, значи, се што треба да знаат луѓето, информации од сите страни, значи, нема во нивната програма некои емисии или вести кои што не се проверени и така натаму, значи, мислам дека медиумите сега ќе го положат испитот. Исто така гледам и кај социјалните медиуми, некои медиуми веќе и не емитуваат за ситуацијата ништо, бидејќи тие не биле свесни порано дека медиумот треба да информира само од извори кои што се проверени, така да и тие не рискираат сега многу. Меѓутоа и се воведе еден ред, значи имаме сега во Совет на етика список на социјални медиуми и тие што се во тој список мора да работат со сите стандарди на медиумскиот занает. Господин Абдиев, ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.